за свикување на оваа пресконференција е на граѓаните на Прилеп, Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, како одговорна партија во опозиција, која што се грижи за доброто на оваа држава, да им предочи за криминалот и непотизмот што владеат во редовите на ВМРО-ДПМН, кои наместо да престанат, продолжуваат. И покрај упорноста да покажат дека се власт која што работи пред се за интересите на граѓаните, фактите го говорат сосема спротивното. Дел од нив е и координаторот на Општински комитет на ВМРО-ДПМН Гоце Ингилизов и неговата фамилија. Општинската организација на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од Прилеп јавно го прашува првиот човек на ВМРО-ДПМН во Прилеп. Дали е вистина дека координаторот на Општински комитет на ВМРО-ДПМН Гоце Ингилизов купил куќа во центарот на Прилеп во вредност од 60.000 евра? Дали е вистина дека во изминативе 6 месеци, откако е координатор на ВМРО-ДПМН, купил 3 стана во Скопје? Дали е вистина тоа дека сопругата на Гоце Ингилизов, Ана Ингилизова, и незината сестра експресно добиле државни специјализации по медицина, едната по гинекологија, а другата по максилофацијална хирургија, додека десетици други доктори со години чекаат и молат за специјализации и вработување? Дали е точно тоа дека аптеката во здравствениот дом во Прилеп ја добил на користење близок пријател на Гоце Ингилизов, Горан Кузевски, а всушност вистинскиот собственик на аптеката е самиот Ингилизов? Исто така, јавноста мора да знае дали фирмата на неговата мајка Милка Ингилизова без проблеми ги добива повеќето тендери за реконструкција на училиштата, канализационите мрежи и за други градби, иако нема основни предуслови и механизација за работа. Фирмата на неговата мајка го добила и тендерот за реконструкција на Заводот за здравствена заштита, каде што директор е и самиот Ингилизов. Дали ова не е конфликт на интерес и злоупотреба на функцијата? Секаде каде што тие граделе, други фирми преработуваат и ги исправаат Ингилизовите изведбено градежни грешки и пропусти, со што автоматски цената на изведените работи се зголемува повеќекратно на товар на општинскиот буџет, кој се полни со пари на народот. Сето ова носи големи штети и за општината и за граѓаните, а носи големи добивки и профити за Ингилизови и нивните кумови и кумашини, за челниците на Прилепскиот општински комитет на ВМРО-ДПМН и на локалната власт, каде што е вработен неговиот татко и се грижи за урбано-комуналниот ред и градба во општина Прилеп. Доколку сето ова горе наведено е точно, ги повикуваме надлежните истражни органи да се позанимаваат со овој случај. Со ова, почитувани граѓани, уште еднаш сакаме јавно да ја отвориме дилемата дали оваа власт воопшто се грижи за Македонија и за македонскиот народ, или гледа само да ги наполни сопствените џебови, додека народот гладува. Ви благодарам.